на пат за Витлеем. Христос се роди за да не спаси. Меѓутоа, тоа не се случува автоматски, бидејќи имаме слободна волја. Мора да избереме и да го следиме и да бидеме како Него во се што зборуваме и правиме. Нашиот став и дела кон другите, она што го зборуваме за другите и на другите, нашиот начин на размислување и нашиот молитвен живот, сето тоа треба да ја одразува нашата подготвеност и желба да станеме послични на Христос. Покрај тоа, се стремиме да ја споделиме Христовата љубов и Неговата спасоносна сила со сите што ќе ги сретнеме во нашите животи. Луѓето често зборуваат за проблемите, за тешкотиите во нашиот свет денес. Безбожност во општеството, политиката, стресот на работата, во односите со другите, консумеризмот. Секогаш мора да знаеме дека кога молиме Оче наш, молиме да биде волјата Твоја и му дозволуваме на нашиот Господ да действува преку нас и на наш мал начин да се обидеме да го промениме светот на позитивен начин. Исто како што Христовото раѓање за секогаш го промени текот на човечката историја. Во секој ден кој го поменуваме на оваа земја, донесуваме одлуки. Се случуваат некои работи, па ние мораме да донесеме одлуки, тоа го обликува нашиот живот. Многу едноставно, но дали доволно се молиме и размислуваме како реагираме на работите што ни се случуваат? Понекогаш сме толку многу зафатени што едноставно реагираме наместо да размислуваме. Како и со многу работи, молитвен живот и мал одмор во Христа ни дава поголема свесност за зборовите кои одлучуваме да ги кажеме или за постапките кои одлучуваме да ги преземеме. Ова влијае на секој аспект од нашите животи, а особено е воочливо во односите. Еднаш некоја ќерка му се пожалила на својот татко дека животот е мизерен и дека не знае како ќе преживее. Беше уморна од постојаното карање и од постојаното бегство од проблемите. Изгледаше дека штом се реши еден проблем, набрзо следуваше друг. Незиниот татко, кој бил готвач, ја однел в кујна. Наполнил 3 тенџериња со вода и сите ги ставил на силен оган. Кога водата во 3 тенџериња почнала да врие, тогаш ставил во едното компир, во другото јајце, а во третото мелени зрна кафе. Потоа ги оставил да се варат без да и каже збор на ќерката. А таа вознемирено и нетрпеливо чекала, прашувајќи се што прави незиниот татко. По 20 на минути ги тргнал од огнот. Ги извадил компирите од тенџерето и ги ставил во сад, ги извадил и јајцата и ги ставил во сад. Потоа го историл кафето и го ставил во шолја. Свртувајќи се кон неа, ја праша: "Што гледаш?" "Компири, јајце и кафе," одговорила таа. "Ајде погледни поблизу," и рекол татко и допре ги компирите. Таа забележала дека се меки. Потоа ја замоли да земе јајце и да го скрши. Откако го излупила, погледнала во тврдо вареното јајце. На крајот ја замолил да се напие кафе. Богатата арома од кафето донесе насмевка на незиното лице. А таа потоа праша татко што значи ова. А тој објасни дека компирот, јајцата и зрната кафе се соочуваат со истиот проблем, имено водата. Сепак, секој различно реагира. Компирот беше тврд, но во завриената вода стана мек и слаб. Јајцето било кревко со тенка надворешна лушпа, која ја штитела течноста внатре, додека не го ставиле во врела вода. Тогаш внатрешноста на јајцето станало тврдо.
Сепак мелените зрна кафе беа уникатни. Откако биле изложени на врела вода, ја смениле водата и создале нешто ново. А која си ти, ја праша ќерката? Кога неволјата ќе тропне на ваша врата, како реагирате? Дали сте компир, јајци или зрно кафе? Поука од приказната. Во животот работите се случуваат околу нас и со нас. Единственото нешто што навистина е важно е вашата одлука, како ќе реагирате и што ќе направите. Научете, приспособете се и одберете да го излечете максимумот од секој искуство. Нашиот Господ не сака толку многу што имаме слободна волја да одлучуваме. Да го продолжиме Божитниот пост со молитви и размислување за одлуките што ги донесуваме и што правиме за да го направиме овој свет по-добро место. Не само за да се подготвиме за рождеството на нашиот Господ, туку и за оние кои го делат овој простор со нас и за оние кои ќе дојдат после нас. На пат за Витлеем.